добар. Браво. Идејата за Мон Блан, општо идеје за брзински искачувања ни доаѓаат од интернет, гледајќи ги јакиве фаци, да речеме, као Килијан го истрчал Мон Блан за под 5 часа и така натаму, рекорди се буткаат, не знам, на Еверест, на други планини. И отидовме на Елбрус, кај што има трка до самиот врв, кај што направивме одлични резултати за наши услови. После Елбрус, тоа беше во мај, што да биде следно? Па ајде Мон Блан, зашто Мон Блан заради тоа што е најпопуларен врв не на Алпи, може да се каже воопшто, бидејќи годишно го качуваат, сум нашол податоци 20.000 луѓе, 30.000 луѓе, што значи тоа е една голема бројка. Ја влегов во екипата, значи неколку месеци унапред Алек ми спомна за евентуално идење на Алпи, на Мон Блан и за бркање на некои времења, меѓутоа не беше нешто конкретно во ниедни рамки. Ама она што е потребно за ваков тип на качување е да се направи некој тим, макар минимален. Ние требаше да бидеме четворица, ама бидејќи сме сите рекреативци кои има работа, кои има обврски дома, така натаму, финансии, на крај останавме двајца. Викендот кога Алек беше на аклиматизација, јас бев на Јахорин и трчав 80 километри. Воедно до Босна бевме и бев спиен вечерта само 2 сати, значи буквално бев уништен од самата трка. Во недела се вративме, одспав што одспав и во понеделникот беше лет за Бергам. На аклиматизација мораше да заминам сам, бев неколку дена во Италија на Монтероса и после тоа се вратив во Бергамо на аеродром за да го пречекам Игор. Само што слета се најдовме и бев среќен што конечно има некој со кој ќе може муабет нормално да си правиме другарче. Се наоѓаме на аеродром во Бергамо, одиме на паркинг, го вртам клучот и колата не пали. Прилично интересен старт на искачувањето на Мон Блан. Опциите не ни беа никој други, се трудевме, верглај, колата успеа некако да запали и она што е интересно, колава се расипува на истото место кај што пред 4 години ни се деси дефект и правевме ремонт на мотор, на Лада во Италија. Тоа запознавме еден мајстор Џовани, близу Бергамо, во едно, да кажам, село. И сега немавме друга опција, освен да го посетиме Џовани. Само му спомнав Лада и човекот се му беше јасно, не му се веруваше, као после 4 години, од кога правеше ремонт на Лада, се враќаме назад, повторно да на Мон Блан и повторно кај него на сервис. Сега проблемот беше што кај Џовани беше хаос у сервисот. Имаше коли као пола Италија да ги носи колите кај Џовани. И он ни кажа минимум 3 дена ќе биде колата на сервис. Немавме опции, тие 3 дена мораше негде да ги поминеме, најблизо град е Бергамо и отидовме во Бергамо да бараме хостел. Прв ден во Бергамо, шетајќи се низ градот, на една удолница го виткам глуждот, ама толку лошо го виткам да не можев буквално да одам. Се случи тоа што се случи со виткањето на глуш на Алек на калдрма. Не знам како испадна тоа, ние на такви планини не сме се повредиле, па мајте на Бергамо може да се случи, на Чаршија може да се случи таква работа. Лежам со повредена нога, не можам да станам да идам до ВЦ и си викам зашо ова што ни требаше, кај сега ќе се враќаме дома да се напре колата, треба да си одиме дома. Мислам, од лошо по лошо, имам филм еден гледан, ова беше најлошо. Ме среќа тие 3 дена додека беше колата кај Џовани, ногата се подопре
и веќе можев да се движам. Се одморивме, колата се направи и мислам дека да не испаднеше тоа што испадна со колата, можеби ќе отидевме прерано во Шамони и можеби немаше да начекаме така добро време и ќе се фрустриравме. Стигнавме Шамони и нормално требаше ден-два да разгледаме прогноза, да видиме кој ден ќе биде најдобриот во тој период додека сме таму, бидејќи кога се брка да речеме брзинско искачување, стварно се битни условите. Не може да носите се со себе, се носи некој минимум на опрема, кој што ако работите тргнат наопаку, ништо не може да ви заврши работа. Тактиката беше јас да спијам на 2300 на појдовната точка, Карас да се качи дента до 300, да преспие во првиот дом, а рано Сабајле следниот да оди на 3800 и да ме чека таму. Тоа да биде уствари точката на логистика, кај што Карас ќе ми даде некои неопходни работи, опрема која што ќе ми биде потребна од таму за до врвот. 5 часот Сабајле се наоѓаме на појдовната точка за искачување на Мон Блан од француска страна, 2370 метри. И за 10 минути стартувам, ќе се обидам да направам време колку што може според зацртаното, со оглед на сите незгоди што ги имам во пат, па да се надеваме на успех. Првиот дел од рутата оди по убава патека, меѓутоа многу има камења на патеката, каменест е теренот, што значи мора многу да се внимава, особено ноќе, особено со тазе повреден глуш. Тетрус, 48 минути до тука, малку бавно, меѓутоа беше ноќе, мало губење на рутата, меѓутоа се уште одиме добро по план, се одиме во стената, куларот и горе кон врв. На првиот дом, 300, веќе се раздени и челната лампа ја собрав. Тука веќе мораше да се внимава. Прво има еден мал глечер кој што бидејќи беше доста сув период, повеќе беше лед отколку снег. Јас бев со патики, немав никакви дерези. И вториот момент беше куларот и стената. Тоа тоа е карпес дел, нема некои технички големи тешкоти, меѓутоа е скремлинг, значи се користат и раце. Има многу планинари на Мон Блан, секој може да бутне камен, да ве повреди, и треба да пазиш вие да не бутнете камен, да не повредите некого, разминување, водичи со клиенти, се плеткат јажиња. Еве сме на куларот. Обично претрчување од десно, само треба да се биде внимателен заради одрони. Бев задоволен како се движев низ стената и Карас ме пречека пред стариот дом Дегуте. Температурата беше можеби -5, -10 да беше, Карас беше добро облечен, ме чекаше таму. Малку хидрирање ми даде малку поддршка, брзо менување на опрема, значи буквално као Формула 1 кога ќе влезе у бокс, менење на чевли, дерези, нешто ситно, хидрирање. Од Дегуте, од 3800 нагору, турата до валот иде по глечер, по снежишта и 4300 е бивакот валот. Тука земав малку течност и до тој момент буквално бев на еден гел и Сабајлето што доручкував сад време пред да тргнам. Валот, 4300 метри од возот до овде за 3 часи и 2 минути. Окей оди, но чувствувам слабост, некои стомашни проблеми малку. Ќе стегнеме зави, се надевам за сат и 15 минути максимум да бидам на врв. Од валот нагоре е гребен, снежен гребен, меѓутоа мора да се внимава. Тука се дешаваат незгоди. На врвот Мон Блан стасав за 4 часа 10 минути. Што значи беше некаде 4:30, мислам дека ни беше таргетот. 4:10 беше супер, знаев дека имам доволно време. Уште на врвот знаев дека финиш времето ќе ми биде некаде 6,5 сати. Мислам, веќе сме искусни и можеме да предвидиме некои работи, меѓутоа на симнување мораше многу да се внимава, и ради глуждот, и ради грешки. На врв само пауза за сликање, малку течност и порталите надоле. Врв Мон Блан, 4 часа и 8 минути од возот, од 2300. Супер според планот.
беше да биде успон под 4,5, што значи длабоко под планираното. И сега по 2-3 минути една фотографија и одиме надоле да збркаме некое време околу 6,5-15 минути за финиш. Стигнав кај Карас. Повторно момент на шалтање на опрема. И едноставно тоа што следеше до крај беше само да се одработи како што треба. Со тоа што требаше многу да се внимава во стената. Тука веќе имаше голема гужва од планинари. И стигнав на возот за 6:26. Значи 6 часа 26 минути, тоа беше времето од старт до врвот и назад, севкупно поминато време. Искрено да кажам, во моментот си реков добро, супер според планираното, тоа не беше според планираното. Планираното беше 7 часа, значи повеќе од пола сат побрзо од планираното е супер, екстра. Финиш на стартната точка. За вкупно време од 6 часа и 26 минути, што е баш во рамки на таргет времето. Многу сум изморен. Да дојде Карас па ќе кажеме нешто повеќе. И мора да сме презадоволни. Мислам, сега да бидеме реални, ние сме рекреативци. Доаѓаме од Балкан, менаџираме со средства, со време, со тренинг и така натаму, што значи ова е некое си време кое што за балкански рамки е респектибилно. Веќе не бара само човек да е физички спремен, бара да има многу искуство. Мене ова ми беше 5-то искачување на Мон Блан успешно и уште 2 неуспешни и еден куп други врвови ваму таму. Значи, сам да кажам, не може човек само да си каже окей, јас ќе се спремам во топ форма и ќе одам ќе отрчам Мон Блан, зашто се дешаваат глупости. Кој да како една целина успеавме да направиме еден супер резултат за наши услови, брзински резултат на Мон Блан, нешто што реално малку луѓе, многу малку во Македонија можат да пробаат да го направат, па и на Балканот. Значи, навистина треба една добра врвна форма да има човекот што ќе оди. Тоа конкретно беше оваа година го имаше Алекс, значи беше на Елбрус одличен, добро се снаоѓаше со висина и така натаму. Одлично спремен кондициски и на крај сето тоа се совпадна со, ајде да кажам, нашата упорност. Пошто да го почекам Карас на Вовчето и ми требаше малце време да си дојам на себе. И за разлика од претходните 4 пати кога сум го качил Мон Блан, сега немав ни чувство дека сум бил дента на Мон Блан, зашто се тоа дое толку брзо, у 6 сати. Да бидеме реални, потребното време на спремен планинар да го качи и симне Мон Блан е 2 дена. На просечен планинар е 3 дена. Тоа е, да речеме, востановено. Доколку некој стварно спремен планинар би го направил во еден ден, тоа би било за 16-20 сати и така натаму. Значи 6 сати буквално е помалку и од одење враќање на Титоврв во летни услови.